Последни вести денеска, добро вечер. Комисијата за кардиолошки интервенции утврди дека дел од операциите во земјава биле непотребно направени. Од 19 анализирани случаи, кај 10 е констатирано дека пациентите без медицинска оправданост биле оперирани или пак упатени на операција. Министерството најави транспарентност, но и мињата на клиниките каде што се правеле вакви монструозни измами не беа објавени. Ние заклучивме дека за поголемиот број од нив имаме неправилно упатени и неправилно оперирани пациенти. Сега за сега тие се заклучоците на поголемиот дел од пријавените случаи, а понатаму комисијата ќе си продолжи со утврдената методологија. Обелоденувањето на институции и состојбата на пациентите може да следи после комплетна анализа на медицинската документација. Во оваа фаза на нашата работа ги анализиравме ангиографските наводи и достапната медицинска документација. Кога ќе стигнеме до дефинитивна оценка за секој поединечен случај, на крајот на информацијата, значи ќе биде доставена таму кај што треба, дали ќе биде до јавно обвинителство, до Министерство за здравство, меѓутоа во сегашното ова се првични оценки на нашата работа. После завршувањето на анализите од страна на нашата стручна комисија и надворешната стручна комисија, исто така ќе имаме пресконференција со конечен извештај и ќе видиме дали ќе се утврдат тие истите 10 случаеви и од таа страна на таа комисија. На крај, како што рековме, тој извештај кај нас ќе биде патоказ за дефинирање на политики во овој дел од здравствениот систем во државата. Скандалот со непотребно извршените кардиохируршки операции, кои што ја згрозува јавноста, мора да има целосна разврска, без да се сокрие и најмал детај, побара од СДСМ. Ова почитувани е скандал без преседан, за кој мора да има целосна одговорност, но начинот на првичната презентација на извештајот е скандалозен. Имено како е можно министерот Алиу да каже дека комисијата утврдила, повторувам, утврдила, дека операциите биле непотребни, а истовремено да вели дека истиот тој извештај не е финален. Да вели дека затоа не ги објавува имињата на лекарите и клиниките кои стојат за тоа. Прашуваме кои податоци се чуваат за финалната фаза. Вашите коментари се неаргументирани и паушални. Ова во заедничко отворено писмо до премиерот го напиша од Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии. Мицкоски не сакаше да го коментира писмото, но најави дека до нова година ќе бидат донесени сет закони за финансиска независност на правосудните органи и порача дека потоа целата одговорност за работењето ќе биде само на судовите и на обвинителствата. Јана Јосифовска. Судството и обвинителството ќе добијат своји посебни буџети, со кои ќе бидат целосно финансиски независни од извршната власт, согласно забелешките во извештајот на Европската унија. Колкави ќе бидат тие и дали ќе се одредуваат како процент од БДП, се уште не е познато, но премиерот Христијан Мицкоски најави дека компаративните анализи набрзо ќе завршат и законите ќе бидат донесени до нова година. За ова тој вчера имал состанок и со министрите за надворешни работи, европски прашања и финансии и како што посочи се барал соодветен модел. Ќе го добијат тоа. Јавно кажувам, ќе го добијат тоа, откако ќе направиме деталната анализа како е тоа во современите земји. Сами нека вработуваат, сами нека унапредуваат, сами нека се грижат за сите оперативни трошоци, сами нека си даваат плата во рамките на буџетот, кој што ќе биде процент онаков каков што е во неколку примери кои што ги дефинирав. Само една работа ќе бараме, одговорност. За потрошениот денар народни пари и тоа ќе го направиме. И ќе го направиме до нова година. И ќе ги донесеме законите. Да видиме тогаш што ќе пречи. И очекувам исто така да излезат од Брисел и да кажат браво. Судската фела претходно во отворено писмо до премиерот остро реагираше за неговите изјави од изминатиот период. Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии во заедничко јавно писмо наведуваат дека последниот извештај на Европската комисија јасно нагласува дека најголемиот проблем во судството е независноста на судиите, а во оваа смисла платите се само еден сегмент од финансиската независност.
Господине премиер, веќе подолго време вашите коментари кои ги давате за судиите и судството ја преминаа границата на доброто однесување и преминаа во неаргументирани и паушални напади. Критиката е добронамерна само кога се даваат конкретни забелешки и конкретни предлози за решавање на проблемите. Неаргументирана критика е покажување на намера, ништо да не се преземе за подобрување на состојбите, туку се вкупната општествена апатија да се префрли како вина на судиите. Мицкоски ваквите прозивки од судската фела не сакаше да ги коментира. Рече остава на граѓаните да кажат дали се задоволни од нивната работа. Јас нема да давам одговор на таков тип дописи. Оставам јавноста да каже. Еве, граѓаните нека кажат дали се тие задоволни од испораката на правда во Македонија. Еве, јас ќе молчам. Согласно сегашниот закон, за судството треба да се определуваат по 0,8% од бруто домашниот производ, што би значило околу 115 милиони евра. Но со буџетот за следната година предвидени се само 45 милиони евра или околу 0,3% од БДП. Дали со новите закони што ги најавува Мицкоски, оваа сума ќе биде зголемена, останува неизвестно. А финансирањето на правосудството беше и една од темите на Собраниската комисија за предлог буџетот за следната година. Министерката Гордана Димитриевска-Кочовска пред матичната комисија кажа дека вака скроен буџет ќе обезбедел стабилност и раст. Секој денар од народните пари е планиран со цел да обезбеди максимален ефект за граѓаните и економијата при строго почитување на буџетските лимити и со цел да се постигне намалување на буџетскиот дефицит и постепено усогласување со фискалното правило од 3%. Буџетот за 2026 година е планиран како консолидиран и реален инструмент за одговорно управување со јавните финансии, со одржливо ниво на буџетски дефицит и јавен долг. Од почеток на 2024 година до денес, значи помалку од 2 години, имаме одлив од над 10% од вработени кои се заминуваат по различни основи. Тоа се околу 40 на вработени. Во истиот период не ни одобрено ниту едно ново вработување, па дури ни пополнување на овие испразнети места. За нас ни преостанува да го кренеме прашањето на едно повисоко ниво, да ја информираме јавноста и меѓународната заедница за овој дискриминаторски однос на владата со кој по непознат клуч се одлучува за кои институции им се одобрува додаток од 30%, а на кој не. Со ваква основа, оптимистичката основа, буџетот за наредната година за кој денес почнуваме да водиме расправа, е само подготовка или предговор за новиот ребаланс кој што наскоро ќе го имаме веќе во почетокот на следната година. Секоја власт е менлива, но борбата за правата на албанците е вечна. Ова го изјави пратеникот Блерин Беџети, кој се соочува со кривична пријава за злоупотреба на службената положба. Денеска од собранието тој кажа дека не бил виновен и дека се работело за, како што рече, чиста политичка хајка против ДОИ. Таа е дел од организирана хајка, режирана од власта и директно од премиерот Мицкоски, со јасна цел да се врши притисок врз мене како пратеник за да се зголеми мнозинството во парламентот. Никој од пратениците на ДОИ нема да потклекне на вашите притисоци и да премине во влен, а најмалку јас. Да им биде јасно и на премиерот и на неговите измечари што ја спроведуваат оваа хајка, нивните функции не се вечни. А нашата борбата што ја води Али Ахмети веќе 2 децени е честна, искрена и за идеали. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.